Почитувани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Со мене и со Мухич, во која еве ќе се обидеме да откриеме што е она зад што всушност и власта и опозицијата или примарно ВМРО ДПМН и опозицијската СДСМ имаат тотално спротивставени позиции. Всушност станува збор за прашањето кое пред неколку месеци беше актуелно како шпекулација, а сега се отвори пред некој ден по објавувањето на британските медиуми дека Скопје и Лондон подготвуваат договор за формирање на центар за враќање на мигранти во земјата, дека всушност истиот произлегува и или дополнително ова станува збор за Британија, но дополнително постои наводно и предлог земјите членки на ЕУ да можат со билатерални договори да враќаат нерегуларни мигранти во трети земји. Ние сме една од тие трети земји, односно земји кои би ги прифаќале одбиените мигранти и кои би представувале или локации или транзит центри, значи локации каде што лицето би останало понатаму со одредена цел или како транзит зона. Премиерот Мицковски директно и повеќе пати денеска повторно демантираше децидно дека ниту еден бегалски шатор нема да никне во Македонија. Ги отфрла сите шпекулации. Од друга страна пак лидерот на СДСМ Филипче крајно жестоко оди во офанзива, најавувајќи или повикувајќи всушност и на повикувајќи го народот на голем народен протест, да се крене гласот на народот, ги повикува да се спречи, како што вели тој, ова антидржавно, антинационално однесување. Прави петиција против мигрантите, за таа цел најави дека ќе достави резолуција до собранието за да се спречи ова. И велам, повикува на голем народен протест за силни обединети, како што вели тој, да се пружи отпор против носење на мигранти. Интересно е при тоа пак дека имаме две, значи, тотално спротивставени страни. Она и што го дискутиравме и денеска, што е црно, што е бело, и сега не се знае ниту дали имаме црно, ниту дали бело. Но едно е јасно, премиерот Мицковски демантира и дури вели дека ќе се повлечел од политиката ако и до пролетете се најде и еден мигрант, во спротивно Филипче да се извини јавно. Така да еве тоа, поднос на тоа ќе покаже времето. Од друга страна пак ваквиот пристап на Филипче покажува, би рекол, отсуство не само на хуманистички пристап, кој барем човек би го очекувал од некој кој е лекар, кој е медицинар, но ете, очигледно и професијата не значи нужно и да е поврзана со одредените атрибути како карактерни особини. Затоа гледате и професија, не знам, судија и слично, кој би требал да биде чесен, не значи дека ги има тие особини. Затоа имаме, еве, состојба во правосудството или, не знам, на тие позиции високи функционерски состојба со корупцијата, наспроти дадените изјави за честност и така натаму, значи не одат паралелно. Но велам, не само што не покажува никакви хуманистички пристап, туку би рекол нема ниту практичен или аналитички воопшто. Напротив, има директно, како што кажав, повикување на голем народен
протест наспротив ставување, всушност на еден вид бунт против ова. Може да се направи аналогија сега и со овие настани по повод предстојниот најавен протест за ова судење во Хаг и токму коментарите, односно разидувањата по таа линија дека оние кои се приврзаници на протестот, дека протестот е демократско право. Па да се најде велам аналогија и тука на Филипче. Да, демократско право е да се повикува на протест. И тоа е така, меѓутоа тоа не значи дека е тоа исправно и дека е тоа исправен начин и дека е вистинскиот начин, особено ако не ги црпите другите. И дека е исто така начин кој би ги решил проблемите или дека е начин кој, затоа кажав, аналитички, кој оди и многу подлабоко. А подлабоко е значи дека едно е да се има хуманистичка димензија, а друго е да се има и да се покаже, нели? Второ е да се има аналитичка, прагматична, практична сеедно, за да се покаже дали има капацитет. Споредувањето на едното со другото всушност покажува дека имате аналитичност, а оттаму дека развивате стратегија. Оттаму се отвора и можност за известни политички договори, за поставување на одговорност или за развивање на таа стратегија. Особено долгорочно. Дали е целта да се оди во насока на решавање на проблемот, што е можно понеинвазивно, ете како пристап во медицината, или веднаш радикално. Во овој случај, независно страната која тврди дека доаѓаат мигранти, дали има еден темелен систематски пристап, независно велам од хуманистичкиот, кој би си дошол самиот по себе, ако го има оној аналитички, во кој ќе се анализира и ќе дојде во прв план целта. Која е целта? Да се заштити пред се јавниот интерес. Да се спореди дали имаме капацитети, да се заштитат луѓето кои живеат тука, да се направи анализа дали државата може да пружи нешто, дали добива нешто за тоа, дали губи нешто од тоа. Да се направи една споредба која ќе развие понатаму и стратегија и токму како она што и нам ни се случува, односно на нашите, на младите особено кои заминуваат од тука. Зошто одат и дали таму каде што одат ги третираат исто со повици за големи народни бунтови практично, или како човечки суштества, односно поединци, кои што има како да понуди. Но ако би оделе по тој пристап, тогаш би зборувале за една навистина систематска анализа и за едно долгорочно решение од еден потенцијален проблем кој може би го имаме, а може би го немаме, премиерот уверува дека нема ништо такво, ниту во најава, но и ако постои, да се направи најдобро што може за да се реши. Дополнително, имајќи предвид дека ние имаме и како обврзници кон Европската конвенција за заштита на човековите права и Европската социјална повелба, имаме и го имаме токму, ја имаме и таа обврска за заштита на мигрантите. Тоа покажува дека јасно дека притисокот ќе расте. Притисокот од ЕУ ќе расте. Ние ќе бидеме изложени на притисоци да прифаќаме мигранти, ако ова навистина нема врска, како што вели премиерот Мицковски, сега и со Британија. Не значи дека нема да има во иднина. И не значи дека нема да има од ЕУ, како што спомнав. Затоа што токму тие, веќе и кажав, дека имаат предлог за со билатерални договори токму да враќаат нерегуларни мигранти во земји трети земји. И тоа директно со притисок ќе го направат. Да, а вие сакате во ЕУ, направете го тоа. Ние
сменивме име и знаме и се, а ова да не се направи, односно го спроведоа тие. Не сменивме само иницијативно. Затоа велам, притисокот ќе расте. Повторувам, значи, протестот е демократско право, но дали е вистинскиот да се реши нешто? Дали е вистинскиот да се развие една стратегија која нас дефинитивно ни недостасува? Да се направи една анализа, да речеме, да, Европска конвенција човекови права, мигранти, бегалци и така натаму, но со осврт на демократијата, односно демографијата поточно, и демократијата секако, право на нивна работа тука, право на образување, но и евентуални верски, културолошки проблеми, како ќе се одрази на нас. Значи, не само паушално, ќе смениме име, ќе смениме знаме. Како ќе се одрази сето тоа на нас? Генерално, да се види за колкав број станува збор, ако има такво нешто. Па да се одмери дали тоа би довело до потенцијален ризик од разводнување или замена на населението во Македонија. Имигрантските бранови во ЕУ, односно во Европа, односно кон ЕУ, нема да престанат и независно од Британија и од ЕУ. Тие само се засилуваат, особено со геополитичките ситуации. Ке се решили нешто со масовен протест. Миграциите, особено со засилувањето на мигрантската политика на ЕУ, потврдува дека миграциите не се слободни, тие се регулирани со стриктни правила. Не може да се отиде, затоа и ние, или оние кои сакаат да отидат, може да отидат во ЕУ, но немаат работни дозволи. Не можат да функционираат така, туку така. Зошто? Затоа што тие миграции не се слободни. Кога би биле слободни, би настанала анархија. А нас анархија може да ни се случи и од протести. Особено под закрилата на сенародни протести во одбрана на па да се сврти контра. Во таа смисла, значи, организирани се и сите тие миграции за да нема хаотичност, односно можни конфликти. И секако за да нема промена на општеството и просторот, како што кажав, и во верска и културолошка промена, често пати тоа го дискутираме тука и не случајно како ЕУ гледа на религискиот предзнак на земјите кандидати и така натаму. Сето тоа се калкулира во таа демократска констелација. Ние, за жал, немаме миграцијска политика, ниту зборуваме за неа, за да можеме аналитички пристап да направиме, туку паушално да се дигнеме против нешто што ниту го гледаме всушност. Барем не во моментот и зашто имаме конкретно демантирање. Дополнително, миграцијска политика која ќе се однесува токму и на нашите кои не се тука и кои одат надвор. Можеме да кажеме слободно дека може би имаме и повеќе одредени пак заедници етнички, сигурно. Има и повеќе луѓе кои живеат надвор од земјата отколку во неа. Така да треба да се размислува за тоа што треба да се направи, барем велам, мојот пристап е таков, отколку да се излезе на протест и тоа инициран токму од тие нивоа кои би требале да на поинаков начин работат и соработуваат. Ова е денешната тема, дилема за тема и мислам дека ќе биде интересно да слушнеме што мислите и вие, особено што за жал имаме сериозна спротивставеност на власта и опозицијата и сега дополнително таа партизација која секаде ја гледаме и вчера на анкетната комисија и во сите сфери некако повторно излегува во прв план, се плашам само да не биде на штета на
сите нас, на граѓаните и на државата. 6091 924 925, повелете кој ни е прв. Добар ден. Се слушаме? Се слушаме, повелете, да. Така. Филипче многу се загрижил за емигрантите што ќе дојдат кај нас, ќе немало место за бугарите. Имаме место ние, добродушни сме ние, ќе ги примиме и бугарите, што се плаши толку, има место. Филипче да си ги свика овие што бегат, како за пример Пендаровски, тој Маричичи, тој со густа коса што беше, како го вика, Ковачевски, па го гледам некви си испрши и Фрчковски. Сите тие да се збришат од сценава. Ја не знам што ги викат по медиумите. Што знаат тие да кажат? Те расураат државава? Мицкоски ги донесе тие. Дај Мицкоски дека народов нема да дозволи такво нешто се случи. И сега тие прават огон, ама мокри дрва не гори огнот. Малце како не се посоветува малце тие да барем да дискутираат по телевизиве нешто што е издржано народов да почне да им верува. Зелено па зелено. Само тоа што го прават. На Рамилук само удриле и сега го плашат. Европа што мислеше и Англија и сите тие. Вентилите ги отворија, се нашива од срце тамо сега, им прават проблеми. Па сега, ќе си ги чувате, кај ќе ги носите? Никој ги нечи. Само тоа и Европа што го прави, Европа, кажаме, ако правиш да човек ќе ти се врати на глава, па кога тогаш? Но таа Европа ќе се врати и то како? Благодарам. Не, затоа не му прави на другите. Ако не можеш да му помогнеш, барем него чепкај, него рчкај. Да, ви благодарам, поздрав до вас. Повелете кој ни е следен. Добар ден, убав ден. Да, убав ден и вам, повелете. Благодарам. Ајде да почнеме прво овде е за плашење, е за страшење, меѓутоа ќе го поздравам председател на владата господинот Мицкоски да не размислува грчки, затоа што во насловот стои непожелни. Ама ако читаме тоа по грчки, тоа не е да. Значи, пожелни, значи дојденци од некаде од жени. А пошто се појави информации 20.000 фунти по мигранти, така натаму. Во парите остајте ги настрана. Меѓутоа, дај да заеме какви сме ние. Ние имаме 56% македонци. Не ме кину излисо. Значи имаме 26% македонци во државата. Останат 44% се останати. Срби, хрвати, босанци, албанци, власти, не знам кои. И сега кога ќе ги примиме уште овие, значи дојденциве, сите се претежно од муслиманскиот свет и тоа ќе испадне ние да веќе се смениме, да не бараме северџани, но ќе бидеме не знам некои си марсовци, во иднина ќе се викаме Марсовска република Македонија. Па затоа ли тоа ли треба да го поддржиме? Тоа ли треба да го прифатиме господина Мицкоски? Нека не лажи. Секогаш размислува обратно од оно што го кажува. Досега ништо не кажа што е во интерес на нашиот народ. Тој секогаш ја извртува вистината и ја прави онака како што нему му одговара. Значи тој ако сакаше да размислува добро, тој поинаку ќе се поставеше и прв ќе речеше јавно, пред да оди во Енглеска да преговара за тие пусти останале пари, за пари си е продадовне и душата, и верата, и све. Нека размисли, зашто и тој е овде роден, значи корените му се тука и треба да се ги чува корените, а не да... Да, благодарам ве, поздравувам. Филипче оди во таа насока, сериозна загриженост по однос вели на однесувањето, какви проблеми би ни создавале, насилства, протести, силувања, гласачка машинерија и така натаму. Но не се спомнува, велам, токму она суштинското и долгорочното, тоа отсуство на стратегија и, велам, потенцијално, особено на подолги патеки, дали може да се наруши, да дојде до промена на соодносот на населението, на верската, културолошка разновидност и така натаму.
дали може да има позитивни, негативни, никакви промени. За сето тоа треба сепак анализа врз основа на конкретни параметри. Не само паушално дали ќе силува и прави протести и така натаму насилства. Тоа секој, впрочем, повикувајќи се за зад крилото дека протестот е демократско право, ќе протестираме и во сабота, кој ќе протестира веќе и ова на што повикува Филипче и така натаму. Но пред се дали тоа решавање на проблемот или воопшто утврдување на причините. Повелете кој не следе. Добар ден. Да, добар ден, повелете. Вака, јас би кажал дека ние повеќе пати сме излажени до сега и овој пат ни следува и исто сценарио. Да бидам појасен, замката во што се состои овој пат. Мицковски вика дека ниту еден мигрант нема да има до пролет. А што значи до пролет? А после пролет што следува? Второ, нема потреба да има кампови. Најавата беше дека тие, според сите оние клипчиња што ги гледавме на интернет за дискусиите во Англија, на нивните емисии, што се планира со мигрантите, одека не се планираат кампови, туку тие слободно да шетаат. И тоа што вие ги спомнавте сите оние параметри пред малку, токму така. Сите ќе бидат на штета на нас македонците, посебно нас православните, затоа што приливот во државава од секде и секаде и одливот на автохтоното домицилно население од македонска етничко потекло ќе биде катастрофално поразувачко. Израев се колнеше во се и во деца и во се, дека нема ова да биде и да се смени името, па се смени. Сега истото ќе се случи. Еве, ќе видите. Живи били па видели. Благодарам, поздрави до вас. Дотолку повеќе, велам, се наметнува очигледно потребата од некоја по-сеопфатна анализа и подготвеност на крајот од криштата. Има луѓе се подготвуваат за крај на светот, за судниот ден, иако никаква најава нема од тоа. Значи, прават залихи од храна и слично. Sejedno, велам, во крајност, но човек треба да е подготвен за многу работи. Особено ако не е во некоја, кој знае како силна позиција, во каква и да е, како позиција, не знам, на влијание, на финанси и слично. Македонија не е во тие први, да речеме, иако, не уверуваат дека економијата ни е како тигар, силна, тигарска економија и слично, но sejedно, и инфлацијата го покажува, може би другото. Не е прашањето, и на крајот на криштата, дали сега, дали до пролет нема да има, а што после пролет? Може да нема ниту до пролет. Но не е битен, велам, на крајот на криштата, ниту тој момент, дали премиерот ќе издржи или нема да издржи до пролет. Суштината е што кажав дека притисокот ќе расте од ЕУ, независно пролет или после пролет и така натаму. Генерално, како што и независно од ЕУ имигрантскиот бран некако ќе преминува, ние сме сите овие трети земји таа тампон зона, за која може да ни кажат воопшто и ние немаме врска, тие не се ни вратени, не ни стигнале до кај нас. Како што беше со Турција, па потоа таму 2080-та или како нешто, тогаш, ако не се лажам, па тогаш го подпиша оној договор за реадмисија, па Турција реагираше кај ЕУ, не го почитува, па дека ќе ги врати и слично. Но, значи, велам, поентата е да се биде подготвен не само за Британија, туку и за ЕУ, туку и за бран кој може независно и од Британија и од ЕУ да не снајде. И во таа смисла да се види, да, дали е камп мигрантски,
Или може би не емигрантски, а ќе се планира економски емигранти. Па да се ангажираат како работници на градби. Имаме и тоа како сега, нели, актуелни потфати, големи проекти, кои треба во рамки на одредени рокови да... Така да тоа не е директно кампа да биде ангажиран. Може ли да се, во тој случај, да се интегрираат тие во целост? Особено оние кои евентуално, да речеме, не успеале да се интегрираат, напротив, биле одбиени од земји како што е Британија или, да речеме, Германија, Франција. Па ќе ни кажат, ајде, кај вас сега. Па ако не успеале таму, дали тука ќе се интегрираат и на што можеме да се надеваме? Дали сме подготвени или да се кренеме сега на протест и ќе го решиме проблемот? Повелете. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Здраво, Ицо. Здраво, повелете. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Па што да кажам без за Филипчеве? Сите ги распушти таму од СДС, врвот само он остана. Истата филозофија ја имаат со овие джиласовци компанија во Србија, тие предавници. Истата филозофија. Нели падна таа на сресницата во, ако се сеќавате, во Нови Сад, и со големи пари што ги взимаат од надвор да ја растурат Србија, истото го прават и овдека, преку УСАИД и Сорос. Искористуваат несреќата што беше во Кочани, ако се сеќавате, дури плати луѓе од Србија, од тие, како да ги наречам, предавници, како да функционираат, како овие оштетените, ожалостените фамилии, како да го дигнат народот против владата. Но не им успеат и ја беа свесни. Истото се случува и со оваа афера со избеглици. Факт е дека глобалистите сатанисти сака да муслиманизираат Европа, и затоа ги донесоа сите во Европа. Сега факт е дека овие душмани во Запад, Германија, Франција начело со Англија, ќе се спасат од тие таму што им се и ги праќаат по банана држави кој нашава, не само ние. На Косово, во како се вика во Албанија. Босна и Херцеговина, тоа ќе го направат. И тоа го прават на многу едноставен начин. Еве ви толку пари, примите ги. Уште полошо од кампови, у кампови ги имаш под контрола тие луѓе. А вако уште полошо е кога им дадеш државјанство, кога им дадеш смештај, кога им платиш пиење, јадење, кога ги вработиш. Да, благодарам, поздрав, до слушање, повелете кој ни е следен. Па, добар ден. Добар ден, повелете. Па сега, што сакаше претходников да каже? Сепак дека е вистина тоа, дека го прифаќа и он тоа дека ќе се случи. По начинот како што го кажа, дека ќе те притиснат. Јас ќе почнам многу одамна и ќе употребам некои две такви кажувања. Се сеќавате како пред бившиот покоен председател Киро Глигоров кажа дека го убедувале во Виена во лифт, кога му рекле у лифтот, абе пријателе, што скакаш многу, овие лордовиве, знаеш. Се сеќавате кога му потекоа солзи? Да. Гледате како го решија проблемот со овој унгарецов, го испратија на пиење кафе. Што мислите со нас, како ќе го решат проблемот? Кажете ми, еве, нека ми кажат сите што викаат дека лаже, дека е ова е фарса, дека нема ништо да биде, како со нас ќе го решат проблемот, ако не е решен. Што нас не вредат протестите кои ќе се подпише договорот? Да, па тоа велам. Знаете што, како ќе ни викате исто како сега со бугарите? Абе сте подпишале договор, мора да го почитувате, без разлика кој е што е. Тоа е втората работа сега денеска што го речува Мицковски до пролет. А кој гарантира дека таа редмисија ќе почне од пролет до пролет ќе почне? А што правиме ако почне од 2027? Битно е дали ќе се подпише договор таков. Ако се подпише таков договор, не е веќе прашање кога ќе почне приказната. Приказната е дека како ќе го одбијат, они така ќе го качат во авион вија Македонија. Или ќе ги собираат на купче, па ќе ги донесе како ќе ги носе афганистанците. На купче у авион, па у Скопје. Дали ние разбираме што се случува? Така да, викаше премиерот дека не го познава и собственикот на Рубикон, па искочи дека го познава собственикот на Рубикон.
Полно пати он кажа дека никого не познава, полно пати кажа ќе поднесе оставка, ама не поднесе оставка. Се сеќавате за тоа? Да, благодарам, поздрав. До вас повелете, кој не следен. Добро вечер, Исов. Добра вечер, повелете, ве слушам. Точно бе, другарче, полицаец кажуваш, само не кажуваш дека колку сме наивни ние кои ќе влегуваме во вакви сојузи. Какви еуфори правевме ние. Во НАТО влеговме, добро е. Име сменавме, знаме сменавме. А врските кон НАТО или кон ЕУ, тие се војни сојузи. Тие се како што ќе ни кажат, така ќе правиме. Ние ги забораваме врските, ама велиме пари ќе ни дати, ќе не суват. Тие будалите во Европа и светот. А ние само ќе си уживаме. Што не било проблем. Да смениме име, не сменавме, не изгубивме нешто, грците задоволни кефој, раз се тријат, ама ние не изгубивме нешто, а вадиме нови документи. Значи тие сојузи имат своја обврска. Не можеш така ти сега сакам, сега неќам, лошите работи ни прифаќат. Ако НАТО завојува со Русија, што ќе правиме тогаш? Од нас ќе побара 200-300 души контингент цел да пуштиме да пукат во русите. Како мислиме кој ќе влегуваме во такви сојузи? Или ќе дојде овие емигранти економски? А ние како и Југословени кога сме во Либија, кога градавме Либија и арапските земји, како не гледа или како не гледат во Германија кој ќе гледа земја цела фамилија, со едно најлон ќе врати и одиме низ Германија. Германија со што се мисли, од кај се дојде ни овие? Значи има обврски тука. Не можеш така. Ако ти рече така ќе биде. Ако не излези од тој сојуз, тогаш не ја растурва цела држава за да бидеш со них ортак. Тие се сатанисти, тие интересно му е нивни испланирано уште пред 50 години, како ќе биде што ќе биде. И точно сега, добро велиш ти, подпишале. Не знаеме дали ќе подпишат. Ама ако подпишат, крај ќе биде, точно, да. Зошто? Затоа што си во тој сојуз. Ти си дел од нив, размислуваш како нив и ќе ги извршваш сето тоа. Не може ти сега сакам, сега неќам, само дајте пари, ние ќе уживаме. Мали ни се пенсите, мали ни се платите. Имаш обврски, ќе ги земиш ако треба. Да, ви благодарам и поздравувам. Јасно дека мора да се игра според правилата на играта, а при тоа дотолку потешко, односно по обврзувачки се тие правила, или со други зборови, без можност да се дискутира, дебатира околу нив, кога не се седи рамноправно на маса. Значи, ние сме во процес на квалификации. Еден вид чирак. А претендираме да седнеме на маса со мајсторите. Како и да звучи, но под наводници, за да го доловам чисто тоа дека што ви кажат, а сакаш, да, иде донеси чаша вода, донеси вако да... Ама не сакаш да станеш мајстор. Мора да одработиш. За да се квалификуваш да поминеш низ тој процес. Потоа веќе рамноправно може да дискутираме. Затоа и таа поделба, генерално велам, значи независно од ова, дали е Британија, дали е ЕУ, дали сме ние во комбинација. Апсолутно, значи, факт е дека ЕУ го прави ова. Предлага сега. Прво и видовте минативе денови, се затега мигрантската политика. Впрочем, и сето ова со биометриски отисоци и така натаму. Сето тоа е редукција, рестрикција, ограничување. Да, не ни требаат визи, но се затега таа политика. Сега дополнително. И условите за работа и така натаму. И резултат на тоа е, како што кажав, независно ова со Британија, предлогот од земјите членки на ЕУ, да, со билатерални договори да враќаат. Но токму тоа, вие не сте на маса. Ние си се штитиме себе си, вие претендирате. Вие сте чиракот. Не е битно, значи, Македонија, Црнагора, Албанија, се едно. Претендирате. Една од обврските кои треба ги направите е и таа. Ова е билатерален договор. Овие што ние ќе ги одбиеме, земете ги тамо. Треба да соработуваме. Ние не ги примаме, затоа вие задржете ги. Сега, кој, какви, дали тука може да се по однос на условите нешто преговара, во однос која земја како, тоа е прашање, но дефинитивно не е Македонија само дел од ова. Тоа функционира, впрочем, ниту е нешто ново. И Црнагора и слично, дури гледам и написи изминатите години, дали го положила испитот Црнагора и така натаму, позитивни имаше критики. Затоа со она неодамна што се случи со оној напад таму, пак падна на тој испит околу, да речеме, таа едноставно подготвеност
за различностите. Но функционира тоа, затоа Босна и Херцеговина исто така. Без оглед на се и на незината, не знам, и таа мултиетничност и колку функционира сето тоа по кантони, генерално е негативен пристапот нивен. Може би е тоа дел од официјалната политика или така натаму, но поентата е дека притисок постои и притисокот ќе расте. А дополнително, велам, независно од ЕУ и Британија, тој мигрантски бран, на чиј пат сме ние, како една од земјите, исто така ќе расте. Токму со оглед на состојбите на она што се случува околу нас ете и Блискиот исток и така. Повелете кој ни следен. Ало? Да, повелете. Добро вечер, господин. Добра вечер, повелете, ве слушам. Па не знам, тој претходниот се сложи со емигранти, да само да му кажам. Меѓу емигранти и мигранти овој се треба да дојдат од Енглеска. И нас, југославените или македонците, одење во Германија, тоа се различите тие се, различите сне групи на луѓе, различите биле политичките и економските уредувања. Значи, нас, германците, не барале овде, колку сеќа од Германија иде, не барале како работници. Пријавено, легитимно, со пасор, со едно, со друго, со све, со друго, со договори све. Овде се работи за, не знаеме кои се, злосторници, терористи во својата земја биле, што правиле, како правиле. Никој не знаеме што е, тоа Енглеска ги знаат. Меѓутоа, јас, како свештеник, нека слушатите, отец Благоје од Кичево, во колку слушам и во колку вистина намераваат да донесат еден емигрантови Македонија, јас го повикувам браќа, сестри, македонци и македонки, сите граѓани од Македонија да станеме да го стоприме тоа зло. Зошто ќе ви ќе кажам? Без оглед сега не верувам на политичарите. Не е сега во прашање Филипче овде. Филипче не е на власт. Во прашање ова власт сега, дали лаже, дали вистина кажува. Ја мислам дека се служи со утрини, со лаги. Пред све викат, премиерот викат нема да дојде еден емигрант овде. Не подпишува. После викат, нема да се изгради ни еден шатор. Нема да се изгради ни една барака за мигрантите. Во Македонија има готови бараки, шатори, колку сакате станови за мигрантите. Тоа значи не е вистина, тоа нема да му веруваме. И плюс, допролет му гарантира на премиерот дека нема, ако не да допролет ќе да дај поставка Филипче. А тој си па ако дојат да тој да поставка, ќе дојат одпролет. Тогаш на кој ќе времето добро, сега зима, сега кај ќе одат. Напролет ќе дојат. Затоа јас ги повикав си овие што прадани душешки од ДПМН и сега само што иштитат партиите и што се не препокуваат, да станеме да одбранеме. Благодарам, поздравам, сосема кратко ова што спомнавте. Да, земјите на ЕУ бараат, Германија која и да е, односно нудат отворени работни места и наши се пријавуваат и кои ќе ги поминат тие барања, ја добиваат шансата. И тоа значи одлив на наши луѓе. И селекција според нивни критериуми, тие што ќе поминат се примени. Од друга страна пак тие другите, мигрантите, и тие се примени кои ги поминале критериумите, но оние кои не ги поминале критериумите, кои се одбиени, треба некаде да се сместат надвор од ЕУ, во земји, во трети земји. И сега од една страна, значи, имаме отворена врата за позиции наши да се кандидираат, од друга страна, оние кои се одбиени, кои не ги исполниле нивните услови, треба да се сместат некаде во некоја друга земја надвор од ЕУ. Тоа како процес го интензивира нарушувањето на тој сооднос. Демографски, културолошки, како ви да е, секако. Но сето тоа затоа треба да се земе предвид како кои се позитивни, негативни работи, кои се нашите капацитети, кои се придобивките и тогаш да се излезе со став. Затоа што сето тоа е ова што зборуваме, подпишување на договор. И тој е договорот, предлогот на земјите членки, билатерален договор. Договор значи сте се согласиле. И францускиот предлог е француски договор, сме се согласиле како држава. Но ако не ни одговара, врз основа на некоја наша анализа утврдиме дека ние немаме капацитет, сметаме дека демографски ќе смени, верски, културолошки и така натаму, не го подпишуваме тој договор. Може ли така? А па не, ако вие сакате, па добро, тогаш определените ни, но ако мора, тоа е условот за патот кон ЕУ во ред. Немаме избор.
Но немојте да потпишуваме договор тогаш. И францускиот предлог е договор, па сега не оди. И тоа е договор, затоа и бараат, се обрзавте. Дајте тогаш нека не биде договор. Туку барање. Барање, ние ЕУ бараме да го отворите уставот, да ги внесете бугарите. Не договор. Ние ЕУ бараме од вас да земете. Тоа е услов ако сакате на патот кон ЕУ. Да напредувате. Па, ние ќе кажеме, добро, немаме друг избор, немаме друга алтернатива, или одбиваме, се откажуваме од тој пат кон ЕУ. Но велам, и ако има примање, значи тоа ќе биде врз основа или на некој веќе потпишан, или на некој кој ќе се потпише договор. Значи со добра волја, со согласност наша. И после тоа нема никаква ниту одговорност од нив, туку само барање одговорност од нас. Вие ја преземавте обврската. Затоа е битно, велам, да се направи таа една стратегија и национална, и демографска, и секаква, и да се процени. Се едно, има пари, нема пари или кои какви се, ако се на штета на интересите. Не ни одговара и како договор не може да го подпишеме тоа. Ама морате вие, добро, тогаш кажете, ка вие сте определиле ка мора и вие барате од нас. Приморани сме. Но не е договор. Повелете. Повелете, добар ден, добра вечер. Да, повелете. Да, се слушаме, повелете. Ај само една минута да се дообјасниме. Значи, никој не се согласува, поготово со овој попол од Кичево, добро. дека ние сме одушевени што ќе ни дојделе мигранти овде во Кајмес. Не, него само кој ќе тврдите дека треба да ја слушаме Европската Унија кога ни суерира и ни просто ни наредува или културно не замолува да ги внесеме бугарите во уставо, зошто му се лутите на Мицкоски дека не ја слуша Европската Унија? Треба да ги послушаме, велиме. Дека треба да влезе бугарите. Сега најнаш кој не ни одговара, не вака, вели не. А кој договор е од нас подпишан, а го знаел народот? Так? Кој бугарски го подпишавме? Оне преспански го подпишавме, а народот знаел? Кој? Зошто сега лицемерие изиграваме? Или овој сега со праските од Охрид вели не примаме, демек на грчки не било да. Ами истото тоа беше, не менувам име. На грчки, значи, да, менувам име со заед. Значи, тука е лицемерието наше. Немате такви работи. Значи, ние сме против ова. Меѓутоа, дајте заеднички да застаниме. Дека не да претите да ми кажува Филип Чевене дека овие мигрантите кои ќе дојделе, ќе гласале за ВМРО. Абе, немај срамота, еве. Срамота да го насочуваш народот кон тоа дека ВМРО увезва гласачи. Да, добро, или дека ќе силувале и дека ќе правеле насилства. Насилства ќе силувале. Тоа е исто како германецот да се варди она за рече, вие ќе силувате таму. Од кај за Германија, за мине сите со факултети. То не се ослободени криминалци, убици. Добро, да, во таа смисла, значи. Затоа е неопходна анализата. Кои се тие? Одбиени се поради што? Има еден куп работи, сетете се ние визи кога чекавме за ЕУ. А и сега за некои земји и од Комонвелтот и така натаму. Бараат и банковна состојба, и имотна и така натаму. Еден куп работи. Не исполнувате, не знам, редовен работен однос, што и да е. Тоа се критериуми, не значи дека е нужно криминалец, но затоа треба да се види што е, како е, кој профил зимаме ние. Зимаме некоја, ако земаме, велам, хипотетски, некоја осудена легија или што, како, на криминалци или зашто станува збор? И тогаш, велам, и ако се излезе на протест, да се знае зашто е. Дали се тоа вратени мигранти, семејства кои оделе по работа или фатени тамо во сериозни престапи. Одбиени затоа што се убици или така натаму. Така да сето тоа треба да се има предвиди, да се види. Има ли некој потенцијал, а горди сме кога некој наш и жални е зошто отишол надвор, успеал во Германија. Па сме го пуштиле, не сме го ценеле овде, а Германија го цени. Повелете. Повелете, дали се слушаме? Добра вечер. Добра вечер. Да, повелете. Прво, Англија не е во Европска Унија. Тука слушам сега разни мислења. Така да Европа со Англија нема ништо заедничко. А второ, нашата држава, каква што е, посегна во Англија без да се советва со Европска Унија.
од каде ни доаѓаа некои помошни. Овие луѓе, не сакам да ги наречам погрдно, луѓе дојдени од некаде, не се мигранти оставени на улица или во некоја долина или во некоја река. Тие се згрижени, обезбедено нормални некакви какви пристојни услови и поминати на филтер во тие англиски Па тоа велам, да. Дали се казнена експедиција или се кој тип на луѓе, да. Прифаќам се, сложувам со тоа. Да. И тука завршвам и само онај дел кај што зошто и како. Сите кои не се подобни за таму, кои не го поминаа онај филтер тест нивни, а знаеме како е, Англија една од најмоćните држави во тоа. И тука остана онај проблем. Македонија. Зашо Македонија? Еве, Босна кажа не прифаќаме никому ништо, Црна Гора не прифаќа и така на. Така, да. Еди Рама, господино Еди Рама, ќе го наречам, пошто за мене представува еден господин, во неговите изјави, што ги гледаме, кажа следно. Вие ни понудивте од Европа толку пари и ние прифативме 1500. Сега Македонија, колку ќе прифати и останатите, на кој колку му... Значи, тука не е ништо случајно, господи Нисо, али опрезно е. Ни еден доктор или научник или не знам некој писател нема да дојде. Така. Благодарам. Ви благодарам, повелете и во друга прилика. Кој ни е следен? Добра вечер, повелете. Добро вечер, Република Македонија. Ајде, повелете. Слушајте вака, слушам овде што коментари ваму таму, што немаат врска со ни сегашната, ни мината, ни ништо. Вака да ви кажам, ако дојдат овие мигрантиве, тие нема да останат овдека во Македонија. Тие ќе одат во Средна Европа, во Германија, Холандија, Белгија и Скандинавија. Нема што да нуди Македонија за нив. Тие сакат во богатите земји да одат. Првиот пат кој имаше бран од имигранти, кој беше Груевски на власт. Тога Груевски, Орбан и Путин, тие ја најмногу вожи за тој бран да се прешечи. Така. Памтам Грција таму, специјалци македонци има таму, а овие покуша овие мигранти преку оградата да рипат како мајмуни. И памтам еден полицаец наш, му вели, јас сум овде на работа. Да извршам моја задача. Да, се и сеќавам. немој да провокирате, да не се распухам со овој пистол, што го носам. И после 2 дена се тргна некаде 10 километри во мало градче таму во Грција. Па, нека се справат грците после со нешто. Благодарам, поздрав до вас, повелете кој ни е следен. Добро вечер. Да, добра вечер. Да, се слушаме, повелете. Не па вака сега. Господинот Филипче, пошто знае 150.000 колку сега ги донесува да гласаат за нив од посола од каде беа. Значи и човекот од искуство знае што се они направиле, дека така ќе направат и другите. Не бранаме ни за емигрантите, да не бидам погрешно сватена, меѓутоа искуството, знаете, овака се покажува. Еве имаше во Турција, имаше во Црна Гора, ги избркава, мислам дека беа 9.000, и дојдоа во Македонија. Значи, ние овдека шо ќе правиме? Кој како сака и не ќе само се однаква. Меѓутоа, треба да се донесе резолуција за емигрантски статус. Значи, вие ако више дојде до такво нешто, значи, вие треба да имате статус, некој емигрантски. Дали тој човек што смее, дали може да добие државјанство, дали не може. Значи, не може тоа така само да се потпише и да дојде да му се даде. Зашто, не знам таму за колку години, колку е да добие државјанство, зашто да добие државјанство? Значи, ние овдека што ќе правиме? Демографската карта ќе ја менјаме. Значи, готово, Македонија што останува?
Значи не може со вакво, све може да се случи, не сум на оптимиста дека овакво нема да се донесат. Јас мислам дека ќе се случи тоа, затоа што никој тебе не ти помага и не ти дава пари све. Зашто нема во Полска, нема во Румунија? Значи држави не мора да прифатиш, едноставно не можеме ние да бидеме да се рачунаме као сиромашна земја и све прифаќаме онако само да добиеме емигранти, а даваме милиарда за извоз за храна и за увезување на храна. Значи не може, мора да се направи еден ред и поредок ако сакаме ние малку неколку да живееме. Да не биде емигрантите дека да се тепат како сега што беше уште и по Турција дојде ваму таму. Благодарам ве, поздравувам. Добра вечер, имаме ли некого? Добра вечер, повелете, дали се слушаме? Или се чини веќе немаме време. Благодарам за вниманието, секако мислам дека ќе остане во сферата на интересот оваа тема и ете ве поканувам да помеѓу другите теми да продискутираме и при нашите следни средби. Односно да направиме една анализа она што се чини дека во моментов не се прави, за да може да се предвидат околностите. Како што да речем и колку сме атрактивни како земја за да евентуално останат ако дојдат. Предпоставувајќи дека нема сосила да бидат затворени. Ако дошле, какви услови имаат? Од економски, работа и така натаму, што им се нуди, па до оние што директно граѓански, што државата би ги понудила. Евентуално што спомнавме, дали државјанство и така натаму. Така да и тие тогаш во зависност од тоа ќе проценат, тие се слободни луѓе. Ќе си го бараат чарето на друго место или што ќе прават? Сосила ни куќе не останува дома, ќе си оди на друго место. Така да дефинитивно е клучна политиката, стратегијата која треба и ние да ја направиме поднос на ова прашање и во иднина, велам, иако го нема сега ако се појави. Ви благодарам за учеството, за вниманието, ви посакувам пријатна вечер. Довидување.